Денеска на малце невообичаено место, денеска сум дома, таму кај што пораснав и сакав да одвоам време бидејќи имав некој парфемчиња тука донесено. Сакав да разговарам за 4 што ги видов во колекцијата, што никако нема да ги купам повторно. Немам ништо против парфемија, едноставно ако ги потрошам, тотално нема да ми биде криво ако не ги купам. Па првиот ќе биде многу чудно дури, Латафа Хамра Дукан. Веќе како мине времето, почињам повише бузи парфеми да обожавам, али почињам веќе да разгледувам и дизајнерски, ама и многу повише од ниш куќите, што многу повише ми свиѓаат од Дукан. Точно, за цената што ја нуди, е бузи, интересен, лак, зимен парфем за дейт најт, поготово или сериозни состаноци. Под број 2 го има парфемот што им разговарано. Премногу за него, Латафа Махер Black Edition. Овој парфем, неколку души што ми имаа пишано, го пофалија премногу, рекоа дека олечен зимен парфем, премногу им љубов и премногу сакаат. Мене воопште на носот не ми одговара, иако ми трае и ми проектира ненормално многу и ненормално добро, не можам да го носам. Дали јас сум не толку зрел за овој профил на мирис, многу ми е тежок, многу ми е машки, значи малце ми е старски и скип на воа. Следниот, можам да кажам дека Рейхан Азул страшно ме разочара. На толку хајп и на толку промовирање парфемов, буквално мириса на средства за мијење садови како фери. Океј, але премногу лимонова за мене, не стои на моја кожа толку долго, тоа ќе биде голем скип. И парфемот што не очекував така да биде, бидејќи не беше у прв план да биде видео, али тоа ќе биде Tom Ford fucking Fabulous. На почетокот овие ниш од Tom Ford ќе ги продаваат, ми беа мене вау, ги мириснав сите. Bitter Peach ми беше едно од омилените, а Neroli Portofino ќе ми остане. Number one, овој е буквално гума. Има ситуации каде што се носеше со убав кости, дотеран, се насвечено, али едноставно како повише парфеми тестирам и пробувам, овој се помоци ми станува еден фаворитот и ако имам па можност да го купам, реално би го прескокнал. Моментално вие се четирите у мојата колекција, а пишете ми во коментар кој вие не би го земале.